На Македонија не се потребни никакви тутори, амбасадори, македонските политичари и народот е доволно способен да ја водат својата внатрешна политика, вели Маријана Петир, пратеник во Европскиот парламент, која што денеска е дел од дебатата на тема Европски разговори, политиката на проживување и незините перспективи, на која што таа беше главен говорник. Македонија одамна ги има исполнето сите услови за да се отворат преговорите со Европската унија, вели Петир, и смета дека доколку се продолжи со оваа политика која досега се води кон Македонија, Советот, а со тоа и Унијата, ќе го покажат својот некредибилитет, а тоа не е добро. Никогаш на ниту една држава која била кандидат за членство во Европската унија не биле поставени услови кои се однесувале на билатерални прашања, а сите знаеме дека Македонија не е дел од унијата поради билатералното прашање со Грција. Од оваа позиција на оваа денешна конференција јас повторно ќе го повикам Советот да ги отвори преговорите со Македонија, бидејќи Македонија тоа го заслужи. Секако дека патот на европската интеграција на Македонија е отежнат од внатрешните политички проблеми. Јас денеска не дојдов овде за да делам совети за тоа што Македонија треба да направи по тоа прашање, поради тоа што македонските политичари имаат доволно капацитет за да го решат ова прашање и доволно љубов за сопствениот народ за да сватат дека приоритет се евроатлантските интеграции и дека по тоа прашање треба да постигнат единство, додаде европратеничката Петир. Таа потоа вели дека со заеднички сили треба да се решат внатрешните проблеми, договорот кој што лани беше потпишан да не се подкопува и повеќе да не се одложуваат изборите. На власт се доаѓа по демократски пат, на власт се доаѓа преку избори на кои оној кој ја добил мнозинската поддршка има легитимитет, додаде пратеничката од Европскиот парламент во Македонија. Од нокеска на полнок политичките партии до општинските изборни комисии треба да достават предлози за членови на избирачките одбори и нивни заменици заради формирање, односно евентуално дополнување на избирачките одбори со нови членови и заменици. Обврската за тоа е во согласност со роковникот на Државната изборна комисија за спроведување на предвремените парламентарни избори на 5 следниот месец. Од Државната изборна комисија информираат дека испратиле соопштение и оти се јавуваат во општинските изборни комисии за да им укажат дека денеска ќе треба да ги чекаат предлозите на политичките партии. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска со орден за воени заслуги ги одликува единицата за специјални задачи и единицата за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи, а со медал за храброст постмртно ги одликува и 8 теми на припадници на безбедносните сили на МВР кои на 9 мај 2015 година загинаа при антитерористичката операција во Куманово. 8 херои додаде со својата жртва спречија дестабилизација на државата и конфликт што можеше да има несогледливи последици за мирот, безбедноста и стабилноста на Македонија и поширокиот регион. Тажно е тоа што место да им се оддаде должна почит, во јавноста се шираа разни шпекулации, обвинувања и коментари во кои припадниците на полицијата беа омаловажувани и понижувани, рече Иванов. Во годината која требаше да славиме 4 век независност, станавме нација заразена со сомнежи, се шири недоверба во институциите и страв меѓу граѓаните. Македонското општество е поделено по речисиците основи. Длабоката политичка криза го намали безбедносниот имунитет на Република Македонија, оцени македонскиот председател. Безбедносните сили, како што истакна Иванов, чувајќи го јавниот ред и мир низ нашата татковина, спречуваат насилно уривање на државните институции, го заштитуваат животот, личната сигурност и имотот на граѓаните. Во тој контекст додаде дека полициските службеници во овој период минуваат низ троен предизвик. Продолжувањето на политичката криза до крајот на годината ќе го намали растот на македонската економија од предвидените 3,5 на 1,6%. Ќе се намали и потрошувачката, како инвестициите ќе дојдат до забавена кредитна активност, помал извоз и намалување на девизните резерви. Ова е предвидено во алтернативното сценарио на Народната банка на Република Македонија, подготвено на средината на минатиот месец, откако ескалираа состојбите на домашната политичка сцена, кое пак денеска го изнесе гувернерот на Народната банка Димитар Богов на пресконференција. Тој појасни дека банката до почетокот на април подготвила основно макроекономско сценарио, според кое растот е предвиден на 3,5% за годинава и 4% за следната година, подкрепено од инвестициите и извозот и дополнително подкрепено од домашната потрошувачка, но поради случувањата во април, НБРМ пристапила кон подготвување алтернативно сценарио кое според гувернерот во овој момент е пореално. Како што стојат работите, сега може да се покаже дека алтернативното сценарио
сценарио е реално, рече Богов и додаде доколку дојде до смирување на состојбата пред крајот на годината, остварувањата би биле некаде помеѓу основното и алтернативното сценарио. Околу 80 бегалци денеска протестираат во тампон зоната меѓу Македонија и Грција, барајќи да се отворат границите за да го продолжат својот пат кон Северна Европа, јавуваат грчките медиуми без да соопштат други детали. Претходно бегалците во кампот Идомени се собрале пред канцеларијата на УНХЦР во кампот. Поради тензиите кои превладуваат во реонот, припадниците на УНХЦР го напуштиле кампот. А според последните информации, во Грција има 53.900 бегалци, од кои 10.124 се наоѓаат во Идомени. Информациите од таму велат дека Грција планира да ги повлече бегалците од Идомени до крајот на месецот. Грчката влада предупредува дека доколку тие не бидат преместени од таму, во другите организирани прифатни центри нема да им бидат обновени дозволите за престој во земјата.